лепа, шига дигата, а коментатор е мразка. 21 година, Султанот Абдулхамид II го подпише историското ираде со кое власите во Османската империја беа прогласени за посебен народ Улах Милет. Со тоа, влашкиот народ ги доби истите права, како и правата на другите признати народи, право на самоуправа, избор на своји кметови и образование на свој мајчин јазик. Почитување, во мај 1905 година, влашкиот народ успеал да се избори за правата што ги уживале и останатите признани народи во Османската империја. Но влашките дејци знаеле дека тоа не е доволно. Затоа, само еден месец по прогласувањето на ирадето, писателот Јорн Арджентинјано повикал на продолжување со борбата. Според него не било доволно еден народ да поседува национална свест, особено ако е таа тесна или ограничена. 31 мај, Тимур Заин Снехива истребзува писма, Аристотел Долора Ваоц и Азен дали библиотечки вини, да сте генеситска власта презенца, а шика во генерско туц, чисто видам во генеца Антуан Ника Махривеш. Почитување, Македонија е држава што својата ниска ја ткае од богатството на различности. Нашето општество е изградено врз вековниот соживот на нашите градови и села, меѓусебно почитување и разбирање. И тоа не е слабост, тоа е нашата сила. Но мултиетничкиот и мултикултурниот карактер на нашата држава треба да биде дел од секојдневната политика, институционална обврска и јасна определба на секоја одговорна власт. Како влада остануваме посветени на принципот дека граѓанинот е во центарот на нашите активности. И затоа ја градиме Македонија како дом за сите нејзини граѓани. Дом во кој никој не е заборавен, никој не е ставен настрана и никој не е помалку вреден поради својот јазик, етничка припадност, култура и традиција. Еден од народите со длабок корен, со богата историја, со силна култура и со огромен придонес во градењето на нашата заедничка татковина. Властите почитувани се нераскинлив дел од кодот на нашата Македонија. Тие се дел од нејзината меморија, од нејзината борба, од нејзината култура, од нејзиниот дух. И тоа низ вековите влашката заедница го остава како силен белег во трговијата, образованието, културата, уметноста, револуционерната заедничка борба, општествениот живот и развојот на сите наши градови. Слободата. Питу Гулија е жив доказ дека големината на човекот не се мери според тоа колку долго живеел, туку според тоа што бил подготвен да се жртвува. Тоа е гордост на властите, но и гордост на цела Македонија. Неговата борба, неговиот идеал и неговата саможртва се дел од темелите врз кои се гради нашето чувство за слобода, достоинство и припадност. И затоа, кога денес го чествуваме денот на властите, ние не зборуваме само за минатото, зборуваме за вредности што и денес ни се потребни, а тоа е единството, тоа е земната почит, честноста, храброста и пред се љубовта кон нашата татковина. Влашкиот јазик, културата, песната, традицијата и идентитетот се богатство на сите нас. Тие се дел од мозаикот што ја прави Македонија убава, автентична и пред се достоинствена.